Катерина Габунија, автор на проектот Тајните архиви на Скопје. Добро дојдовте во брифинг. Добро ве најдов. И на самиот почеток да најавиме што е она што се случува со овие тајни архиви на Скопје. Имено се работи за кратки документарни филмови, кои што прикажуваат нешто што се вели старо Скопје или собирање на архивски материјал кој што за времето како било во Скопје. Нешто накратко што можам јас да објаснам, а нешто подетално од ваша страна. Раѓањето на градот е вториот работен наслов, всушност вториот документарен филм. Трет ке има или да не најавуваме уште сега? Можеме да го најавиме, значи сега ќе пуштиме еден повик за собирање на материјали за третиот дел. Вториот е точно раѓањето на градот, кој што се надевам дека веќе ја најавуваме премиерата да биде при крајот, односно последната недела од месец август, на еден исто така интересен проект. Тоа е фестивал на неми класичен филм, кој што ќе биде во сработка со Кинотеката на Македонија и Сдруженијето Кино Балкан. Во склоп на фестивалот ќе биде прикажан вториот дел, а верувам дека и првиот ќе можат луѓето повторно да го погледнат. Кога се во прашање тие различни етапи од прикажување на градот Скопје, морам да прашам различноста при прибирањето на материјалот. Каков е одзивот од луѓето кои што чуваат некакви материјали дома? Одзивот навистина ме изненади, значи оваа година имаме доста материјали собрано. Гледав оваа година да бидат малку поразлични материјалите, бидејќи во првиот дел имавме многу домашни снимки, најчесто се тоа родендени, свадби. Оваа година собравме малку поразлични материјали, значи не само што сакавме да го прикажеме во вториот дел старо Скопје, туку да го прикажеме животот на скопјани. Затоа метнавме елементи и од други градови. Значи скопјани како шетаат, како одат на забави. Тука имавме снимки од Крива Паланка, од Охрид, од други градови. Значи скопјани оделе на корзо и во останатите градови. А каков се материјал обработува филмот? Материјалот е баш... Бидејќи гледам дека во она што значи опис на самиот филм, приказната ја водат самите скопјани. Точно. Какви се пикантерии вадат во тие приказни или повеќе се бават со нешто што значи општествен живот, а не... Најчесто во овој втор дел, значи за разлика од првиот, вториот дел е повеќе забава, малку е позабавен целиот дел. Значи имаме излети, имаме забави, меѓутоа поделен е во етапи каде што прво се прикажува младоста, потоа се прикажува некој период на зрелост, на градење на семејство. Така го поделивме. Ја вметнавме и музиката која што да речеме водител на целиот овој филм. Самата музика не води кон приказната што ја гледаме. Култура и субкултура се прикажуваат од времето на кој што Скопје ги уживало? Баш култура и субкултура. И кога се во прашање граѓаните и оние кои што споделуваат материјали, има ли нешто што веројатно не би ви ги ни дале, меѓутоа има ли нешто што не сакаат да излезе во јавност? Нормално дека има. Значи се случува да сакаат да имаат дигитализирани материјали, меѓутоа истите да не бидат прикажани. Кога имавме време во првиот дел, го правевме и тоа. Значи, издигитализиравме материјали кои што не се прикажани, меѓутоа сега поради пандемијата имавме и поголем број на материјали, гледавме да издигитализираме само она што ни е најпотребно на нас. Се надевам дека ќе можеме да им направиме услуга на граѓаните, кога би имали дополнителни средства да можеме да земеме уште еден апарат за дигитализација, за да го убрзаме целиот процес. И Габунија, имале ли скопјани бидејќи кои години всушност ги опфаќаат овие материјалите? Така, 70-ти, 80-ти и почеток на 90-ти. И на што најмногу ги забележувале, всушност ги снимале своите приказни? Своите приказни, значи ова се материјали исклучиво на 8 и супер 8 милиметарски ленти. Значи тоа се аматерски камери, нели аматерски филмски ленти. Се користеле најчесто да се снимаат свадби, домашни забави, родендани. Паркот најчесто е сниман, зоолошката градина,
и слично. И разноврсноста меѓу генерациите што споделуваат материјал, на пример? Има навистина разноврсност. Најчесто материјалите кои што ги добивам се материјали од повозрасни луѓе, меѓутоа сакаат и помладите генерации да најдат вакви материјали и да бидат вклучени во ова. И кога целиот тој материјал од 8 мм кога ќе се филмски ленти кога ќе се стави да се обработува на нешто што сега е дигитализирано, тоа е бавен или каков процес е? Па бавен, прилично бавен затоа што апаратот за дигитализација кој што ние го имаме, кој што успеавме да го купиме, човекот што го ја врши дигитализацијата, Александар Трајковски, кој што е соработник од Кинотеката на Македонија, треба да внимава многу, бидејќи не е само дигитализацијата, туку и дигиталната обработка на целиот материјал. Значи, потоа треба да се успори, да се сликата мрда доста, уништени се материјалите, значи нормално филмската лента си има век на траење. Значи, максимумот е 100 години, меѓутоа зависи од условите во кои што е чувана таа лента. Најчесто тоа се ленти кои што колку повеќе се гледале, се проектирале на проектор, толку повеќе се уништуваат. Точно. И затоа гледаме да може таа дигитална обработка потоа да биде колку што е возможно подобра. И бидејќи верувам дека направивме една мала пикантерија во однос на што значи тајните архиви на Скопје, дека ќе сакаат граѓаните да видат што се случувало во 70-тите, 80-тите, 90-тите низ филмски ленти кои што немаат квалитет како денешниве. Сега од тука прашањето каде е премиерата, кога ќе се случува, кој се може да дојде? Премиерата ќе биде, значи, како што напоменав, последната недела од август во склоп на фестивалот на неми класичен филм. Тоа ќе биде во Кинотеката на Македонија, значи на отворено. Имаат проект Мирно лето, кое што трае во текот на целата година. Навистина сме доста поддржани од Кинотеката, директорот Владимир Ангелов секогаш не излегува во престрет. Така што таму би била премиерата на филмот. Да. За третиот дел. За третиот дел, да. Како ќе биде работни, ако нели овој вториот дел е посветен на културата, на субкултурата и на скопјани во другите градови, третиот дел, кој дел од сегментот ќе го... Тоа ќе зависи од материјалите кои што ќе ги добиеме. Значи сега еве пуштаме еден повик до сите граѓани да може да собереме што повеќе материјали, што повеќе различни материјали, нека бидат тие и од цела Македонија. Ми фали скопската чаршија, ми фали калето, би сакала да прикажам нешто што не сум го прикажала до сега. Каков ќе биде работниот наслов и што ќе биде прикажано, тоа ќе видиме откако ќе ги добиеме материјалите. Сепак имаме рок, значи би требало до крајот на септември да биде веќе завршен третиот дел, затоа малку треба да го забрзаме процесот. Треба каде да ве најдат може да ги остават во Кинотека, во Вардар филм, каде? Значи, баш така, можат лично мене да ми се обратат слободно, може да ги остават материјалите во Вардар филм или пак во Кинотеката на Македонија. Добро, јас со нетрпение чекам да го видам вториот дел, вториот краток филм. Оттаму веројатно тоа ќе ми остави желба и за третиот, зошто да не, јас немам архиви од Скопје, меѓутоа еве повик до сите оние кои што чувате архивски материјали да ги однесете во Кинотека и во Вардар филм за потребите на проектот Тајните архиви на Скопје. Јас ти благодарам за овој разговор и ти посакувам успешна премиера, нема да речам, ќе речам повеќе продолжение на самиот проект. Так, ви благодарам многу.